на душекот е Трајан Ангелов. Илија Ангелов пред малку извојува победа на поени против Цветковски, а Трајан Ангелов го очекува борачот на Спартак Евросвет Јордан Нацков. 4-4 е резултатот, неизвестноста достигнува кулминација. Се очекуваше ваква борба во мајсторката. Во потешките категории со поголема предност влегуваат борачите од Радовиш. Нацков во синдрес, десно, лево на вашите екрани е Трајан Ангелов. Фаворит во овој дуел, според искуството и досегашните постигнувања, би требало да биде борачот од Радовиш. Еве го искористува првата шанса за офанзива, освојува bod. Трајан Ангелов поведува во мечот со Нацков со 1-0. Сега Нацков во контраофанзива освојува 3 бода. Каков пресврт. 3:1. Брза борба во една од најтешките категории. Изгледува првата минута. Доделени се 4 поени до сега. 3 за Нацков во синдрес и 1 за Ангелов. Излета надвор од дозволената зона за борба двајцата борачи. Цецев ги враќа на почетната позиција. Бодовен судија во овој дуел е Јорданов. 3 бода за оваа акција за Ангелов. И уште 2 за следната акција. Сега главниот судија Ангеле Апчевски интервенира, ги повикува судијата на душекот Цецев и бодовниот судија Јорданов. Претходно дотрче тука кај него тренерот на екипата на Спартак Евросвет Владо Ангелов. Се врти некако околу Ангелови во овој дуел, двајца Ангелови во Јака Бучин борачи, тренерот Ангелов исто така, а кај Спартак Евросвет исто така двајца Ангелови, тренерот и еден борач, оној што настапи во категорија до 57 килограми, кога загуби од Филко Дејанов. 2 минути од борбата во предпоследната категорија до 90 килограми. Водство на Трајан Ангелов од Јака Бучин во дуелот со Јордан Нацков од 5:3. Судијата Цецев ги опоменува двајцата борачи. Бара чиста борба и активност. Уште еден бод за Трајан Ангелов за оваа акција, која не можеше да изведе до крај, затоа што противникот излета во недозволената зона за борба. Ангелов води со 6:3. Ова беше убава акција за 3 бода, да, 3 бода доделува судијата, 9:3 сега, нови поени.
трета минута од борбата. Резултатот е 11:3. Во незавидна положба е Нацков, може да биде туш, а може и технички туш. И еве, борбата е прекината. Судијата Цецев додели 2 бода за оваа акција, па достигна до она разлика од 10 бодови Трајан Ангелов и тоа е победа со технички туш. Меѓутоа, забележувам, тој му дал уште 2 бода, па 15:3 стои на семафорот. Борбата е прекината, победа на Трајан Ангелов, се очекуваше и победа од него во овој дуел. Интервенира лекарот, се жали на повреда. Ангелов, победникот во овој меч, кој еве завршува во третата минута. Победа на Ангелов, бод за Јака Бучин и водство на Јака Бучин пред почетокот на последната борба од 5:4.